Ние, граѓанските организации од Платформата за борба против корупција, внимателно го следиме објавувањето на снимените телефонски комуникации. Цениме дека објавените снимки треба да бидат предмет на истрага поради постоење на основи за сомневање за незаконско прислушкување, а со цел утврдување кој ги снимал разговорите и ја нарушил приватноста на граѓаните. Бараме содржината на снимките да биде посебно и внимателно испитана, затоа што разговорите укажуваат на можни незаконски активности. Без разлика кој е изворот на снимените разговори, содржината сугерира постоење на корупција, вклучително и масовна злоупотреба на службената положба, што се казниви действија за кои се гони по службена должност. Подсетуваме дека под корупција, меѓу другото, се подразбира и состојба во која институциите се приватизирани за интересите на политички партии и поединци и сакаме да укажеме дека тоа доведува до неурамнотежена и нелегитимна политичка моќ која се користи за остварување на поединечни интереси наспроти општиот и интересот на граѓаните. Таквата состојба, дополнета со состојбата на контролирани медиуми, се нарекува заробена држава во која е оневозможено владење на правото. Платформата на граѓански организации за борба против корупција ги повикува јавното обвинителство веднаш да покрене постапки за гонење непознати лица за неовластено и незаконито прислушување и да отвори постапки за сите наводни злоупотреби, незаконито постапување, корупција и нарушување на човековите права кои се наведуваат во објавените снимки, а посебно да ги испита индициите од снимките дека Министерството за внатрешни работи се ставило во функција на спречување на политичко делување во време на избори. Постоело прекршување на избирачкото право преку незаконско издавање на лични документи. Ресурси на Министерството за внатрешни работи биле употребени како партиски штаб. Постоела манипулација во реализирањето на правото на користење социјална помош и бенефиции. Управата за јавни приходи селективно постапувала при контроли и казнување. Постоеле притисоци и закани за губење на работно место во вработени во јавната администрација. Ги повикуваме јавното обвинителство да поведе постапка за утврдување дали ресурси на Министерството за внатрешни работи биле употребени за незаконито прислушување и за резултатите да ја извести јавноста. Ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупција да се произнесе по случаите и да ги преземе сите мерки во рамките на нејзините надлежности. Го повикуваме Судскиот совет да поведе постапка за несовесно и незаконито постапување на судиите за кои постојат индиции дека постапувале под влијание на носители на функции. Сметаме дека улогата на институциите на системот е незаменлива за уверување на граѓаните дека живеат во држава која е спремна да го штити нивниот интерес, права и слободи. Доколку повиканите институции не ја известат јавноста дека преземаат мерки за да ги истражат наводите во наредните 30 дена, сметаме дека не постапуваат по својата службена должност. Ние се занимаваме во ова соопштение и со содржината на разговорите. Значи, тоа е вториот значаен дел од ова барање. Значи, покрај изворот, покрај барањето да се произнесе јавното обвинителство по тоа дали ќе отвори постапка за утврдување кој прислушкувал и дали ресурси на Министерството за внатрешни работи биле употребени за тоа, главен или конститутивен дел на нашето барање е и да се произнесе по содржината, по индициите дека има корупција, дека институциите се корумпирани. И ние всушност сакаме со оваа реакција да се остави пишана трага дали институциите ќе покренат во овој момент некаква активност во рамките на својата надлежност. Доколку не покренат, рековме дека ќе ја подсетиме јавноста за тоа.